Ситуацијата на Блискиот Исток будно се следи и во Вашингтон. Игор Стефановски од Гласот на Америка го имаме на врска. Игор, какви се реакциите во Соединетите Американски држави? Мартин, официјални лица на Белата куќа го поздравија спасувањето на израелскиот заложник кој случајно бил откриен во тунелите на Хамас. Поголема реакција имаше за наводното финализирање на договорот за прекин на огнот во Газа, иако многу е веројатно дека дури ако се постигне договор, идната американска администрација ќе ги наследи тензиите на Блискиот Исток. Ова е спасениот заложник на кого израелскиот премиер Бенјамин Нетјанаху му посака добре дојде. Тој вети дека неговата влада неуморно работи за да ги врати дома сите заложници. Ова е битно зашто има паралела со пораката на американската подпредседателка Камала Харис дадена минатата недела кога ја прифати номинацијата за председателски кандидат на Демократската партија. Таа рече дека со председателот Бајден напорно работат да стават крај на војната, пошто Израел би бил безбеден, заложниците ослободени, а страдањето во Газа завршува и палестинскиот народ може да го оствари своето право на достоинство, безбедност, слобода и самоопределување, рече таа. Игор, што може да се очекува доколку Камала Харис победи на предстојните избори? Надвор од мандатот како подпредседателка на САД, Харис нема големо искуство во надворешната политика, но судејќи според луѓето со кои е обкружена има сигнали за континуитет со претходните демократски администрации, вклучително и за војната поддршка за Израел. Незин советник за национална безбедност е Филип Гордон, кој работел по демократски председатели, вклучувајќи ги Бил Клинтон, Барак Обама и Џо Бајден. Инаку Харис се повокална за палестинското страдање од председателот Бајден. За разлика од Бајден, кој често нагласува дека е ционист, Харис, керка на имигранти од Јамајка и Индија, може да има поизразен став, произлегувајќи од глобалниот југ. Но и не е факт. Ако Харис победи на изборите во ноември, таа ќе ги наследи предизвиците на незините претходници, меѓу кои и конфликтот на Блискиот Исток, а ќе треба да креира своја надворешна политика. Мартин? Игор Стефановски се јави од Гласот на Америка.